Моето пътешествие низ руралните региони, предели, области и населени места ме донесе во североисточната падина на планината Бабуна, во делот кој припаѓа на територијата на општината Прилеп, во горното сливно подрачје на Раечка река, каде што во поножјето на Борила, под длабокиот преслап меѓу Рајкова глава на север и Козјек на југ, на зарамнето плато кој го сечи Головичка река, со куќите наредени како монистра, кои од утро до вечер раскошно блескоти под зраците на Никодинското сонце, селото Никодин. Наминав во Никодин мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви доловам делот непорекливата драгоцена слика за Никодин низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село. Со надеж дека меѓу помладите никодинчани, по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени, делумно патени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење, за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Ете Господ сакал, како што вели народот, во селото Никодин нагости да наминам на манастирската слава раѓањето на Пресвета Богородица, која од памтивека никодинчани ја слават во чест на нивниот манастир, во чест на раѓањето на Пресвета Богородица, кој манастир е подигнат во непосредна близина, каде што се наоѓа и денеска старата црква во чест на Свети Тројца, која има 3 престоли, чиј централен престол е посветен на Света Тројца, додека другите 2 се посветени на раѓањето на Пресвета Богородица и Свети Теодор Тирон, кој се наоѓа на околу 3 километри источно од селото, сместен меѓу високите врвови Јасенова глава и Ножот, каде што на местото на денешниот ново подигнат манастир, во времето на кога Балканот бил под османлиско робство, постоел манастир кој бил метох на манастирот Успение на Пресвета Богородица Трескавец, кој според преданието, кое и денеска од колено на колено се пренесува меѓу никодинчани во тоа време, пред манастирот да биде разурнат од османлиските власти, во него живееле 7 калуѓери, кои на виканото место калуѓери биле заклани од отоманците. Благочестивите верници од Никодин под управа на вредното манастирско настојателство од 1977 година до 1981 година, за неполни 4 години, ја прошируваат старата манастирска црква, а со средства собрани од доброволни прилози на верниците, ги изградуваат и 2 нови придружни згради со повеќе простории, а на 21 септември 1981 година ги осветуваат, чие осветување го изврши митрополитот Петар во сослужение на бројното свештенство од Пилепското архиерейско наместништво во присуство на многу верен народ, а на 25 ноември 1987 година манастирското настојателство заедно со никодинчани ги поставија и темелите за градба на новата манастирска црква, кое осветување на истите и осветување на новата манастирска црква го изврши на 17 октомври во 2010 година, исто така митрополитот Петар во сослужение на бројното свештенство од Пилепското архиерейско наместништво и со присуство на многуверниот народ. Како што претходно напомнав, ете Господ сакал во селото Никодин нагости кај никодинчани да дојдам на нивната манастирска слава Мала Богородица. Овој пат во селото Никодин не дојдов рано наутро, како што тоа веќе ми стана рутина, што се вели.
туку во попладневните часови, затоа што овој пат сакав да ја снимам прославата по стар обичај и адет, да го снимам заслогот вечерната богослужба, а утредента утринската богослужба и сенародната прослава. И овој пат мојот верен другар и сопатник рускиот джип од марката КамАЗ го оставив во Прилеп малку да одмори што се вели, а од Прилеп кон селото Никодин се упатив заедно со никодинчанецот Василе Колески, кој речиси 2 децении работи и живее во Белгија, а секоја година си доаѓа во родниот крај за Мала Богородица. Откако си рековме здраво живо и откако поодблизу се запознавме што се вели, кои сме, што сме, од кај сме, во раните попладнени саати тргнавме за Никодин преку превојот Плетвар, по магистралата за Росоман и по поминати речиси 25 километри, на околу 5 километри пред да навлеземе во Дреновската клисура, кај патокасот на кој со избледени букви од сонцето, ветрот, дождот и снегот пишуваше манастир Свети Атанасије, село Ракле, свртевме лево и се упативме по макадамскиот многовековен стар пат и по поминати неполни 1000 метри и исто така кај еден друг сообраќаен знак, кој на се личеше само не на сообраќаен знак, на еден лим, на кого со ракопис на некој никодинчанец или некој добронамерник од селото Ракле пишуваше село Ракле, и исто така свртевме лево, каде што го продолживме патот кон селото Никодин. Додека мојот возач Василе Колески вешто маневрираше со неговото возило Рено пикап, избегнувајќи ги избраздените вододелници од неодамнешниот порен дожд, што го зафатил овој крај, воот ми велеше: да не ме чуди што на сообраќајниот знак што го поминавме не го има селото Никодин, затоа што и нему му било многу чудно оти секогаш кога надлежните служби кои се задолжени за патоказите, откако ќе го постават сообраќајниот знак со напис Никодин, за неколку часа го снемувало. Го прашав зошто е тоа така. Ми одговори: може би една од многуте причини зошто тоа постојано се случува е токму тоа што онде, на она место каде што пред малку свртевме лево, во многу старо време постоел стар манастир кој бил разорнат од отоманците, но пред 80 години, кога го пробиваа плетварското џаде, како што ми кажуваа моите соселани, тука тогашната градежна оператива, за да го прошират патот, употребиле динамит и сето било кренато во воздух, а ако забележа, исто така, пред да се исклучиме од асфалтот лево од нас, на паркингот има едно мало импровизирано саквиче, кое пред неполни 20 години на еден нашинец, мислам од Прилепскиот крај, му се сонило да направи црква. Светецот не дозволува, затоа што патот по кој се движиме припаѓа на Раклескиот атар, ми велеше. Поречиси 30 минути траскање по макадамскиот пат и поречиси поминати 5-6 километри, накачувајќи се по горнините, од време на време со нашето возило позастанувавме да им направиме малку пат, народски кажано што се вели, на возилата кои ни доаѓаа од спротивен правец на нашето движење. Додека на една чистинка малку позастанавме да му направиме пат на едно возило кое доаѓаше спроти нас, мојот возач Василе ми рече: Зоране, за 10 минути ќе наидеме на една многу лоша стрмнина со неколку свиоци, тука малку ќе застанеме да ја одмориме машинава, не оти е загрејана, туку да ја видиш панорамата не само на Дрновската клисура, туку и на првото село, што пред да накачиме кон историското место Ножот, тоа е селото Ракле. Почитувани мои, од тоа што јас го видов не можев да се изначудам. Природа невидена што се вели. Господ се и подарил. Арно, ама од панорамата што ја видов од подалеку, што се вели на селото Ракле, не можев да се начудам. Додека со поглед го пратев хоризонтот што ме окружуваше, некако како нешто да ме стегаше во душата. Некоја тага ме опати, си велев: ова ли е селото Ракле? Ова ли остана од ова историско село? Рече си, сето е камен на камен,
а меѓу ореовите стебла, гранки лисија, срамежливо дркаше многовековната црква Свети Атанасije и неколку покриви од престаратите десетина здрави, но празни куќи. Не можев да одолеам, а да не влезам в село, поточно речено да направам некое кадро со мојата камера, да ја надополнам мојата видеодокументација. По краткиот престој го продолживме патот. Откако го одминавме селото Ракле и првата угорнина и неколкуте кривини кои се извиваа низ североисточната падина на македонскиот горастас Бабуна, повторно наидовме на друг сообраќаен знак на кој пишуваше манастир Света Богородица 5 километри. Поречиси 6 километри поминат пат, на вистина се радував кога ги видов првите, така да речам, мештани од селото Никодин, кои пешки одеа кон нивното село и манастирот Богородица. По поминати речиси 9 километри од макадамското Никодинско чаде, мојот возач Василе ми рече: Зоране, и овде малку ќе подзастанеме. Да ти кажам како се вика ова место. Овој планински масив кој е дел од планината Бабуна се вика Ножот. Сега поодблизу ќе ти раскажам дел од големата приказна за битката која се одиграла на ова место пред 110 години, ми велеше тој. По Илиндетското востание, бугарската, српската и грчката вооружена пропаганда во Македонија се засилила. На Рилскиот конгрес кој се одржал во септември во 1905 година било донесено решение да им се даде решителен отпор. Од средината на мај 1907 година во овој регион престојувале четите на Тане Николов и 50 члената чета на Михаил Чеков и 30 члената косурска чета на Христо Цветков. На четата на Тане Николов им се приклучиле и четите на прилепскиот околиски војвода Петар Рацев и на Иван Наумов и прилепската реонска чета на чело со Мирче Најденов. Во овој регион се наоѓале нешто повеќе од 150 комити и скоро 150 лица селска полиција од околните села. Вака ја започна својата приказна за овој историски настан мојот домаќин Василе Котевски. Комитите биле предадени, а на 10 јули турските војници се распоредиле во целиот регион. Донесено било решение главнината да се подели на неколку помали чети кои зазеле неколку позиции околу Никодин. Едната чета која бројала 40 комити ја зазела позицијата над самото село. Другата чета која бројала 100 души, која го сочинувала главниот дел од комитските сили, се распоредила на падените помеѓу селото Никодин и селото Содржи. Третата која бројала 45 револуционери, која ја сочинувале 30 комити од костурската чета, на чело со Христо Цветков и комити од четите на Михаил Чеков и Мирче Најденов, ја заземала позицијата на врвот Ножот, а последните две чети, кои вкупно биле 8 комити, на чело со локалните војводи Секула Ораовдолски и Велко Попадиски, се сместиле под планината Асенова глава, каде што го обезбедувале патот меѓу селото Никодин и селото Ладиовци, а додека пак четите на војводите на Тане Николов и Петар Ацев, заедно со селската полиција, се распоредиле на местноста викана Попадиски Чукари, ја положи својата приказна Василе Колески. И покрај одлуката на Прилепскиот градски окружен комитет, четите да се повлечат, војводите одбиле да се повлечат. Утрото на 14 јули, значи на Петровден, турскиот аскер се насочил кон врвот Ножот со цел да ги опколи комитите, а другата група отомански војници од исток отворил оган во главната команда. Комитите кои се наоѓале на Ножот отвориле оган по турскиот аскер. 18 комити се искачиле на Ножот и ги зазеле североисточните падини на самиот врв. До пладне пристигнале нови турски единици на чело со Енвер Бег. 18 млади комити сите паѓаат убиени, што го отвора патот за силен напад на Ножот.
Со 7 бомби четниците на ножот се самоубиле. Додека пак четите на Михаил Чеков и Велко Апостолов Попадиски успеале да се повлечат по долината на Попадиска река во правец на селото Подлес. Вкупниот број на загинати комити во областа на планината Ножот е 67 комити. Од нив 45 загинуваат на самиот врв, додека другите 10 се убиени во подножјето на планината Асенова глава, 6 мина комити загинале при повлекувањето, 1 комита загинал на Мирчовата ледина, 4 комити се обколени во една превна во селото Никодин, двајцата се убиени, а другите двајца се изгорени живи. Еден фатен комита е обесен по 2 дена во Велес. По заземањето на Ножот, турците почнале да се изживуваат врз загинатите комити, но Енвер Бек го запира сето тоа и наредува почесен закоп во чест на храбрите борци. Телата на комитите по неговата наредба се закопани во близина на врвот од локалните селани, ја заврши својата приказна Василе Колески. Откако мојот домаќин и возач Василе Колески ми ја раскажа приказната за битката кај Ножот, го продолживме патот во правец на селото Никодин. По речиси 10 минути возење, ја поминавме така да ја наречам последната етапа од 30-километарското претварско Раклеско-Никодинско џаде и стаснавме во селото Никодин, поточно во манастирската црква Рождество на Пресвета Богородица, каде што во манастирскиот двор ме пречека благочестивото манастирско настојателство, каде што свештеникот Веско Лапоски се подготвуваше да започне со вечерната богослужба. Sveta Petka, niz rajo si šetka, slava Sveta Petka, niz rajo si šetka, i si šetka, i Boga si moli, i si šetka, i Boga si moli. Bože, što je za ovaj narod, mili Bože, što je za ovaj narod, maško, žensko, se na zlo trgnalo, staro i mlado, volo, što se odnelo, ja smo dado, silni zemljotresi, ja smo zado, raznite bolesti, zemljotresi, udari poplavi, zemljotresi, udari poplavi, ovoj narod pokajanje nema, ovoj narod pokajanje nema, polovina vo crnoj zavi, polovina vo crnoj zavi, odvrne glava do zeljena trava, odvrne glava do zeljena trava. Ovoj narod pokajanje nema, ovoj narod pokajanje nema, niti pokajanje, niti poštovanje, niti pokajanje, niti poštovanje, niti majka, ni majka, ni tako, niti braća, ni sestri, ovoj narod se nazlo trnalo, ovoj narod volo, što se odnelo. Za mnogo godine ka vidi! Ata. Evet, bir dakika.
Ovaj već je spona prečišaren. Колку килограми граф има ставено? 8 kg. 8 килограма. Da, 8 kg zapravo. I to žele imanje plus grab, kako Sveti Nikolski. Сега će ga zapražime, to će ga zatarane i tako povedemo terane. Samo čekame gostinu. Dio smira i prečekame gostite. Sekvaš ne bude nije kako domaćini, dobri domaćini, sakame kvalitetno di poslužimo ljudi to. I sekvaš bi dođi sakame da sedite kazarija, da kasni sekvaš nije. I kad se drži, drugi može ime. Ама вече, па нека други марки дойде сам. Разбира. Нека едно съм години жубал зарно. Само заедно. Господи знае да дава напомнite не најда Божја и нека помага на сите и нас. А овде ќе спремаме чорба за утре. За утре чорба е. Утре Коски глава од теле заклано. Тај е веќе за утре. Овде, берите долу. Благослови, Владико. Чест и слава на Пресветата Владичица наша Богородица, раѓањето на Пресвета Богородица и секогаш Дева Марија. Нека е напомош за нова година. Како по стар адет и обичај, по беседната реч во чест на рождество на Пресвета Богородица, свештеникот Веско Лаповски, заслугот на манастирската слава, така да речам, ја заврши со благослов на посната Богородична вечерна трапеза, најавувајќи ја утринската богослужба во храмот Рождество на Пресвета Богородица. Утредента манастирскиот двор беше препон со народ. Гости доаѓаја од секаде. Како по стар адет и обичај, иако празнувањето беше започнато со заслугот, со вечерната богослужба, продолжи со утринската богослужба, а по беседната реч во чест на рождество на Пресвета Богородица, свештеникот Веско Лаповски ја благослови манастирската слава, манастирската богородична трапеза, манастирскиот ручек. Тебе слава ти вознесуваме, со безпочетниот Твој Отец и пресветиот и благичвен Твој Дух, постојано сега секогаш и во вечни векови. Славише на светот, Пресветата Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија и низиното свето раѓање. Ти ја принесувам, Господи, ова бескрвна жртва во наднебесниот Твој жртвеник. На масата тука, на масата. Святи мученици, же добре страда, учествуваше и венчаше ся. Молите сяко Господу, помиловати ся душа наши. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвално, мучеником радование, и же проповед Троица единосущная. Славие виконие мамонье чреве, и роди сына Еммануила, Бога жени человека. Благословимя Ему, Его же величающте деха. Блажаем. Велико име, Света Троица, Пресвета Богородица, помага нам. Велико име, Света Троица, Света Богородица, помага нам. Велико име, Света Троица, Света Богородица. Сега нагоре треба. Нагоре. Пресечење. Христос посред нас, ја и ќе биде. Чути. Христос посред нас, ја и ќе биде. Христос посред нас, ја и ќе биде. Тоа возговара. За година домаќин кој ќе се Нагоре, дете оце нагоре. Двајца, запишете ги двајца.
сум Гоце Николовски. Еден сум од тројцата домајчини, заедно со Владоја, Александар. Оваа година, на овој голем празник, Мала Богородица во село Никодин, како и секоја година, имаме голема присутност од страна на жителите кои што се потекло од Никодин, а исто така, бидејќи ова село гравитира помеѓу Прилеп и Кавадарци, имаме посета од Кавадарецкиот крај, по голем број, како што кажа. Мотивацијата ланската година ние да видиме домајчини пред се е затоа што ние потекнуваме од ова село, јас и останатите 20 домајчини, а се разбира, уште поголема мотивација е тоа за да допринесеме за да заживее овај манастир, за понатаму исто така да биде што помасово, да се собираат луѓето за убави моменти. И се надевам дека во следните години кои што доаѓаат ќе имаме уште поголема масовност од страна на верниците. Вие, господине? Јас се викам Блаже Здрависки. Исто можам да кажам дека ние сме домајчини, сме тројцата. Така да мотивацијата за ова е тоа потекнува од старо време, што викаат од мојот татко, кој беше и тој повеќе години го прават. Така да беше чест да и ние да бидеме домајчини на овој манастир. Така да Јас сум Александар Талевски, исто еден од домаќините на овој свет ден. Идејата да бидам домаќин секако потекнува од желбата да угостам колку можам примерно повеќе посетители, да го заживееме овој крај и да направиме една добра прослава и да секако со здрави, среќа и успех. Ти како се викаш? Јас се викам Леонид, имам 10 години, живеам во Прилеп и учам во Кочураци. Доаѓаш ли овде често пати во селото Никодин, каде што е роден твојот татко? Имам доаѓано повеќе пати и порано имам доаѓано во ова село. Убав ли овој крај, што се вика, со шума, со планини? Никодин е многу убаво. Одека, еве, и се новите кумови, ќе ни дозволите тие да ни се представат? Тие се новите кумови и можат самите да се представат. Идната година го презедаде кумството и можат да, така, нека му е со среќа и за многу години да биде нов. Јас сум Филип Јовановски, учам во Кире Гавриловски и освојувам Прилеп. Од каде си родом ти? Одавде. Од Никодин? Зошто, ете, кога Попо рече кој ќе биде кум за до година, ти се јави, така речено? Па не знам, така. Господ рекол што се вика, така? Да. А вие, момче? Јас сум Игор. Јас сум старо нов кум, ова ми е трето кумство в година. И сакам да се задржи традицијата, дружбата, за здравје. Кога беше повозбуден, кога беше прв пат? Првиот пат, нормално. И една порака до сите што се овде, ајде една порака, дали е добро сите наши македонци, без разлика кај се наоѓа, дали е во Македонија, дали се во Америка, Канада, Австралија, исто така пораката од селото Никодин, каде и да живеат, дали е добро да си дојдат, да се влезат во новите ривни огништа, да ги отлучат старите катанци, затоа што вика старите, пубаво родно место, во родниот крај нема никаде. Моите сознанија за селото Никодин се тие пренесени од мојот родител, се разбира. Ова село во времето било многу големо и многу народ имало и затоа и исто така се иселиле во странство. Пораката до нив би била многу едноставна. Повелете назад во своите огништа, да видите дека Никодин не е она кое што било пред кога вие сте заминале. Има многу промени пред се во однос на манастирот, каде што сега сме моментално. Убав каменот си тежи на своје место, рекол народот, и тоа е точно. Едено, мислам, јас бев долги години во странство, па еве пред 5-6 години повратни сум во странство. Желбата да се биде свој на своето е голема. Младите генерации да пораснат во својата земја, да знаат од каде се, што се. И уште една порака, кој што може, колку може, барем ако ништо друго во летниот период, да дојде, да ја види оваа убавина, која што гравитира овде. Ова е навистина убаво место. И поканувам и оние што не потекнуваат одавде, во годините што доаѓаат, кога ќе биде слава, да дојдат и да не поседат. Манастирското празнување, посветена на рождество на Пресвета Богородица, продолжи со народна веселба,
според црковните православни правила.